Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Се надевам дека сите сте добри и се држите во овие неизвестни времиња. Ако ви се допаѓаат видеата што ги правам, не заборавајте да стиснете subscribe на каналот или да ме најдете како читачот на Facebook и на Instagram. Ова нема да биде типична рецензија или осврт само на еден роман. Неодамна читав, ја всушност препрочитував една книга од Орхан Памук. Тоа е наивниот и сентименталниот романописец на македонски, знам дека ја има, тоа е издание на Тапернакул. Меѓутоа јас ја читав ова The Naive and the Sentimental Novelist. И ова е да се пофалам, иако искрено не ми значат нешто потписи од славни личности, меѓутоа ова е една од ретките книги, веројатно единствената во која имам потпис од Орхан Памук, кога беше во Скопје пред не знам колку години. Во оваа книга, која што всушност е збирка на предавања, на есеи на тема на пишувањето, и се базира тоа сентименталниот и наивниот романописец доаѓа од еден голем познат есеи на Шилер. Меѓутоа има една тема која што Орхан Памук постојано ја провлекува и дури едно од тие предавања е посветено на таа тема, на тој предмет, а тоа е центарот на романот. И тој вели дека центарот на романот всушност е она главна идеја, или како што вели тој, таа интуиција, мисла или некоја знаење, некој импулс кој што го инспирирал писателот да го напише тоа дело. Најчесто ако сте биле во некаков креативен процес, да речеме да напишете песна или да насликате слика, обично секогаш почнува со еден импулс, една слика за некого, една мисла, момент во кој што нешто ќе ви светне и ќе добиете инспирација да направите нешто, да напишете песна, да речеме. Најчесто кога ќе почнете да ја пишувате таа песна, ако е песна, да речеме, може тоа да се смени таа идеја, да заврши во нешто друго, меѓутоа секогаш почнува со еден таков импулс, една идеја. И мислам дека Орхан Памук го подразбира центарот на романот како тоа зошто или што го натерало, што била главната мисла која го натерала писателот, романописецот да го напише во случајот тој роман. И додека го читаме, тој тврди дека го читаме романот, било кој роман, ние подсвесно како читатели, подсвесно, несвесно или свесно или намерно сме во потрага по тој центар, по тоа зашто би можеле да речеме по тоа зашто се работи во овој роман или зашто е овој роман. И во она што би можеле да го наречеме литературна или литерарна фикција наспроти типичните жанрови како научна фантастика, фантазија или не знам криминалистички романи, там во таа литерарна или литературна фикција има повеќе простор за такво барање на центарот. Ќе ви објаснам малку подоцна зошто. И тој дава еден пример, го цитира Борхес, кој што во некој предговор, пишувајќи за Херман Мелвил, за едно од неговите дела, тој зборува за Моби Дик и кажува како читателот всушност како се движи таа потрага по центарот на романот или да откриеме зашто всушност кој е главниот предмет, која е главната тема на Моби Дик. И тој вели најпрво додека го читаме Моби Дик може да си помислиме дека главната тема е тешкиот живот примерно на китоловците. Тоа е оправдано до некаде затоа што самиот почеток на романот ги опишува китоловците и како изгледа тој живот. Меѓутоа тој вели подоцна како што читаме низ романот може да помислиме дека главната идеја на романот е обсесијата на капетан Ахаб, неговата обсесија да го улови тој кит. И навистина во средишниот дел од романот навистина има еден убав психолошки опис на состојбата на Ахаб, на неговата обсесија, на неговата разгневеност и неговата психолошка состојба. И навистина може да си помислиме дека тоа е главната тема на Моби Дик. Меѓутоа Борхес кажува нешто интересно. Меѓутоа тој вели, но како што прогресираме, како што напредуваме понатаму во романот, сваќаме дека вистинскиот предмет е нешто сосема друго, не е ниту тоа, и дека страница по страница приказната расте и ги зема димензии на целиот космос. Со други зборови, јас како го сваќам тоа е како што го читаме романот, навлегуваме во светот на тој роман и буквално
може да направиме многу насетување, меѓутоа толку е голем опфатот на опсегот на овој роман и она што Мелвил сака да го направи, што тоа станува големо како целиот космос, или на некој начин би можеле да речеме дека Херман Мелвил се обидува да свати смислата на постоењето или на многу длабоки суштински прашања, и толку е широк романот и толку големи прашања поставува. И интересно е Моби Дик, кој што планирам да го препрочитам повторно во многу фалениот превод на Огнен Чемерски на македонски, кој што можете да го најдете во издание на Полица. Кога го читав Моби Дик пред не знам колку години, поодамна, навистина ме остави со такво чувство. Го читаш романот и нема ништо сензационално во приказната, може нема некакви пресврти или не знам што. Меѓутоа те остава со чувство, прво, дека сакаш да го препрочиташ, второ, дека си се сретнал со нешто големо, иако не можеш да го објасниш зошто е тоа така, зошто е ова голем роман, зошто е ремек дело. Можеби не можеш да си го објасниш, меѓутоа те остава со такво чувство и дека не си го дофатил центарот, меѓутоа тоа е таму некаде. Интересно е што може да си помислите сега, па што е сега тоа важно? Важно е да имам убаво искуство додека го читам романот, меѓутоа е важно според мене, ја застапувам таа теза дека сите сме во потрага по тој центар, па дури би рекол дека сме во потрага по смислата на животот, кога меѓутоа тоа е тема за друго видео, кога ги читаме романите, всушност добрите и големи дела. Има една работа кога читаме жанровска литература, пример научна фантастика, во Орхан Памук го вели, или шпиунски новели или романи или романси или фантазија. Тој вели таму доста се предвидливи затоа што сетингот е ист, различен е главниот карактер и на крај кој е некој криминалистички роман, се ќе биде слично, ќе се разместат нештата, меѓутоа убиецот ќе биде поинаков и има предвидливост која што не тера, која што ни дава некоја сатисфакција на површинска сатисфакција, меѓутоа не тера да одиме подлабоко и не остава само со тоа задоволство, со таа сатисфакција, со тоа што на крај ни се открило нешто и тој беше ли убиецот, окей, или како и да е. И Орхан Памук смета дека само големите мајстори во одреден жанр ги поместуваат границите и прават нешто што го ја надминуваат таа предвидливост, и ги испомнува Станислав Лем и Филип Дик, како конкретно во научната фантастика, како некои што се големи автори во тој жанр. И мислам дека кога читаме, да ја наречеме литерарна фикција, не знам кој е македонскиот термин за тоа, тоа е општа фикција која што не е жанровски одредена, мислам дека добрите дела во таа литература треба да ги читаме наспроти строго жанровски лесни романи кои што само не забавуваат или ни го тргаат паметот од секојдневните грижи. Јас барем ја сваќам литературата како нешто што да, можеби ќе те тргне од секојдневните грижи, меѓутоа ќе те однесе на повисоко ниво, ќе те збогати духовно, ајде да го наречеме тоа, или интелектуално, меѓутоа ќе те предизвика и ќе те однесе на едно повисоко ниво. Во контекст на таа потрага по центарот на романот, мислам дека едно од најкомплексните, најчудни, најнеобични дела е Преобразба од Франц Кафка. Тоа е една новела, долг расказ, краток роман, како и да го наречеме, нема да навлегуваме сега во тие дистинкции и некои дефиниции. Меѓутоа, за Кафка имав пред 2 месеци веројатно направи видео општо за Кафка, кој што можете да го најдете на каналот и да се запознаете со Кафка ако не ви е познат како писател. Една многу убава работа што се случи сосема неодамна, пред неколку недели. Антолог, издавачката куќа, ги издадоа Процес, Замок и Америка. Процес и Замок во сосема нови преводи, ако добро сватив. Америка веќе го има издадено, Антолог сега го реиздадоа со нови корици и убаво изгледаат, и веројатно ќе се осврнам и на тој настан и на некои од тие романи, затоа што во тоа видео општо зборував за секој од романите накратко. Меѓутоа, Преобразба од Кафка е еден од не би рекол контроверзните, меѓутоа едно од најнеобичните дела и е можеби веројатно најкавкијанското дело. Под кавкијанско, ако го гледавте видеото, таму спомнувам што се подразбира е тоа кога имаме човек кој што е фрлен
втурнат во одредени околности кои што се апсурдни, во кои што е загубен најчесто во некакви, како во процес во административни лавиринти кои што се нејасни, што се против него. Кавкијанско е она чувство на отуѓеност во овој свет, на вина, и тоа е присутно кај Кафка и тоа е негов белег, затоа што Кафка е уникатен писател и не може со никого да го споредите и да кажете да, Кафка е копија на. Всушност, многу повеќе писатели биле под влијание на Кафка, отколку што нормално и Кафка бил влијан од други писатели. Меѓутоа, јас го имам ова, на македонски има неколку преводи, сигурно јас имам ова од Преобразба, ова има Преобразба и други раскази од Темплум. И една од најпознатите први реченици или отварања на некое дело се наоѓа тука. Вели, кога едно утро Грегор Самса се разбуди од вознемирувачки сон, се најде себе си в постела преобразен во монструозен инсект. Грегор Самса се буди од сон и гледа дека се претворил во инсект, и само за тоа монструозен инсект, за тоа што значи германскиот збор, се има цели студии, во разни преводи разнично преведуване, како, не знам, како гадинка, како бубачка, како и да е, мене ми се допаѓа во монструозен инсект, мислам дека е најбуквално преведено. Ако не сте го читале Преобразба и планирате, тогаш може тука да прекинете со ова видео, затоа што ќе има спойлери, иако искрено не е тоа такво дело кој што може да ви се расипе целосно, меѓутоа може да се исклучите тука ако не сте го читале и мислите дека ќе ви го расипам искуството, затоа што ова ќе биде една мала, една кратка анализа. Грегор Самса е трговски патник во работата со текстил, со ткаенини. Живее со неговите родители, неговите мајка, татко и помлада сестра. Напорно работи, често пати одсутен од дома по неколку денови. Неговата мајка поради здравствената состојба не работи, татко му имал исто така не може да работи исто поради здравието, и всушност тој ги издржува и целиот товар е врз него. Еден ден се буди како инсект, како бубачка, касни на работа, го бараат, тој им се обраќа, меѓутоа до нив допираат само некои неразбирливи гласови. Доаѓа неговиот шеф од работа да види зошто касни и кажа, нели, ова е недозволено, господине Самса, и тука се прави сцена. Меѓутоа кога ќе ја разбијат вратата, ќе го видат, ќе бидат сите шокирани, неговиот шеф или човекот пратен од работа ќе побегне трчајќи од станот. Неговите се во шок, мајка му плаче, го туркаат назад, ја враќаат, ја затвараат вратата и продолжува тука да живее Грегор Самса, прилагодувајќи се како да функционира како таков инсект тука во неговата соба. Првата личност која што има сочувство за него и која што ќе на некој начин ќе проба да разбере целата ситуација е неговата сестра Грета. Татио му носи јадење, ќе му остава и ќе се повлекува. После некое време, за да му направат простор, ќе ги извадат сите делови од мебелот, ќе остане само една слика која што тој ќе ја брани и не дозволува да му ја одземат, и ќе остане една софа под која што тој се крие. Живее го таму и по некое време семејството под татко му почнува да работи, сестра му почнува да работи, исто така изнемуваат соба на кираџи, на луѓе кои што живеат кај нив. Меѓутоа во еден момент една жена која што доаѓа да работи кај нив и помага, ја заборава вратата, и додека неговата сестра свири виолина и тука целото семејство е собрано и тие луѓе кои што живеат кај нив, тие тројца мажи, тој ќе излезе слушајќи и уживајќи во звуците, во таа мелодија, и ќе го забележат тие луѓе, ќе направат скандал, ќе заминат таму без да платат. Неговиот татко ќе го погоди ќе го гаѓа со јаболки, ќе го турка, ќе го погоди, ќе го повреди, и тоа станува на некој начин и фатална повреда. Во тој момент семејството е скандализирано и сестрата, која што всушност прва на некој начин покажува сочувство или сожаление за него, таа вели мора да се ослободиме од ова нешто. И го нарекува баш, не знам дали сега не се сеќам, мора да се ослободиме од ова чудовиште или од оваа гадинка. И на некој начин целото семејство му го врти грбот, и тој ќе го слушне тоа, оди во собата и до утрото умира. И делумно поради таа фатална повреда, слугинката или таа жена го гледа, ќе го изнесе, и семејството зема слободен ден
излегува на прошетка во природа и мајката и таткото гледаат дека нивната ќерка се прераснала, се развила во убаво градена, убава девојка која што е веќе спремна за мажење. Крај. Завршува. Ова е едно од најчудните дела. Ако сте го читале, знаете зашто зборувам. Ако не сте го читале, ова е едно од најчудните дела кои што Кафка, Процес и замок не биле издадени за време на неговиот живот, додека бил жив, и се недовршени, меѓутоа метаморфоза или преобразба бил ова новела издадена, ја издал и Кафка бил прилично задоволен. Се поставува прашањето толкувањето, каде да го најдеме центарот во ова толку необично дело. Многу луѓе од Набоков до стотици научници и професори давале толкување за што станува збор. Секогаш кога се работи за Кафка, најчесто прво се оди на најочигледно нешто е неговиот однос со татко му. Во писмото до таткото тој вели, парафризирам сега, буквално се што правев за твоето внимание, едноставно да можам да се потпрем на твоите гради, или не знам како беше, и да таму да се искажам или да се исплачам, сега не се сеќавам. И веднаш се оди на тоа дека таа отфрленост, неговата отфрленост во случајот од целото семејство, меѓутоа особено Кафка цел живот го носел таа отуѓеност, таа алиенација во односот на неговиот татко, секогаш сметајќи дека е недоволен и недоволно прави, е многу можно толкување и многу можно да е тоа предметот на ова дело. Тој е отфрлен затоа што се преобразува и неговото семејство го отфрла и на крај тој умира, таа алиенација. Друго едно толкување е што веќе Грегор Самса не име од никаква корист и тие се го менуваат нивниот однос према него и го отфрлаат и едноставно може да биде и описи на човековата состојба во овој свет, дека другите имаат корист. Пример, ова се само некои можни толкувања кои ги нафрлам сега и кога луѓето немаат корист од некого го отфрлаат и тој станува изолиран. Има една многу интересна забелешка која што имаат изнесено неколку луѓе, тоа е дека преобразбата не е негова, преобразбата е на неговата сестра. Всушност таа е таа што се преобразува. Да, тој се преобразува, меѓутоа на крај таа е таа која што така и завршува делото и таа се претворила во убава жена и буквално со тоа завршува. Значи, таа доживеала некоја преобразба. Од друга страна, дали неговата преобразба, дали неговото отфрлање е жртвата за која што преку која што таа може да биде преобразена. И јас кога го читав прво си реков, вау, колку супер лик е неговата сестра, кога прв пат го читав преобразба, викам, и не знав каде ќе оди, нели, и реков, вау, колку има сочувство за него и сожаление, додека на крај таа, рекам, Кафка, добро, мораш ли до толку да си песимист и да се уништуваш. И ако го знаеме животот на Кафка, тогаш преобразба и не е толку необично тешко да се свати, меѓутоа сепак ова не е лесно дело за читање и отвара многу нешта, меѓутоа никако не можеме да насетиме кој е вистинскиот предмет, кој е центарот на ова дело, конкретно за преобразба од Кафка. Значи, зборувајќи во контекст на центарот на делото, кој што Орхан Памук го промовира и го смета како многу важно во опишувањето и во читањето книги, намерно го земав преобразба од Кафка и сега тука може многу да се зборува и да се анализира, меѓутоа, како што гледам веќе повеќе од 20 минути зборувам, го земав преобразба кој што ви препорачувам да го прочитате. Ова се смета, некои смета дека е најпознатата новела или долг расказ кога било напишани. Значи, еве повторно, че со тоа сакав да ви покажам колку е тешко да се најде центарот на големите дела, затоа што тој може да биде на повеќе места, меѓутоа тоа нас не влече во таа потрага и нас не ги проширува хоризонтите и не збогатува. Наместо да ни биде дадено на послужавник, на тацна, се објаснето и толку. Тоа е моќта на големите дела и затоа ве охрабрувам да излезете само строго од жанровската литература и да почнете да читате големи дела кои што ја имаат моќта да инспирираат и да ни помогнат во таа потрага по смислата и по разбирање на стварноста, на постоењето. Се знам дека звучам филозофски, меѓутоа тоа се прашања кои што мене ме интересираат и мене ми се важни.
Океј, толку за центарот на романот и Франц Кафка и преобразба. Се надевам дека ви се допадна ова видео и очекувајте и многу други добри рецензии. Поздрав од мене, чао!